Русите во Македонија и русите во Тетово е насловена изложбата која од вчера во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово може да ја погледнат заинтересираните граѓани. На вчерашното свечено отворање се обратија Алексеј Кривошеев од амбасадата на Русија во Македонија и Бранислав Светозаревиќ од Музеот на македонската борба за државност и самостојност. Изложбата е поврзана тематски со 100 годишнината од Руската револуција во 1917 година. Посветена е на луѓето од Русија кои не ја прифатиле Октомвриската револуција и по волјата на судбината заминале од родниот крај и дошле во Македонија, каде ја прифатиле земјата како своја нова татковина. Еве, ова е веќе четврти или пети град како оваа изложба ја запознаваат граѓаните на Република Македонија. Денеска и денови веќе биде поставена во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово и таа всушност е пресек на една мощна интересна историја на руските емигранти, така наречени белогардејци кои ги познаваме, кои судбината ги донела тука на просторите на Република Македонија меѓу двете светски војни и како високо образовани кадри веднаш биле ангажирани во разни области на животот во Македонија. Изложбата е поставена на 28 пануа во кои се поставени фотографии и документи по разни основи. Фотографиите ја отсликуваат дејноста на русите во Македонија во периодот од 1920 до 1940 година. Нивниот придонес во развојот на културата, науката и општествениот живот во Македонија е огромен. Тоа истото важи и за градот Тетово. Можете да замислите кога, например, само ако го земе примерот со Тетово, каде што имаме, да речеме, до ден денес она што руските геодези го измериле се уште е основа на Тетовскиот геодетски завод тука. Потоа повеќе од половина од професорите во Тетовската гимназија биле руси. Тука било и руското здружение, руските свештеници, потоа руски технички лица, инженери, кои учествувале во изградбата на првата хидроцентрала во Македонија, тука на реката Пена. И низа други активности, например, да не заборавиме дека и во првиот тим на најстариот фудбалски клуб во Македонија, ФК Љуботен, тројца се руси. Значи, можете да замислите за каква улога позитивна играат во нашето општество. Но, овде граѓаните ќе можат да се запознат и посетителите со се она што русите го направиле за цела Македонија. И тука имаме величини од типот на еден Владимир Мошин, професор, еден од најпознатите визуантолози, медиевисти во светот, кој остава силни научни траги во светот, но делува и работи и твори во Скопје. Тука е исто така и професорот Незлобински, кој го основал природно-научниот музеј во Струга и кој ден денес работи, еден од најстарите на Балканот. Организатори се Државниот архив на Македонија, Институтот за национална историја на Македонија, Музеот на македонската борба за државност и самостојност, а како домаќини Македонското руско друштво за пријателство од Тетово. Доколку дојдат посетителите, ќе видат едно големо богатство, една интересна, од една страна тажна, од друга страна многу успешна судбина на која личи на Феникс, кога одново оние кои за секогаш биле одродени од својата родна грудка, повторно создаваат своји семејства, своји родови и денес ги имаме нашите сограѓани кои се нивни потомци.
Документите и фотографиите се дел од македонскиот архив, како и од семејните фондови на потомците на руските емигранти.